Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Немој да ме гледаш така луто, така строго. Некем да те повредам ни тебе, а ни никого. Оди си дома, те чека тато, мама. Овде е друго, се лага и измама. Па добра сум, а? Мики? Перфект. Може сега ќе те натрам заедно. Како беше? Немој да ме гледаш така луто, така строго. Негам да те повредам. Повредам ни тебе, а ни никого. Оди си дома, те чека тато, мама. Овде надворе, Друго, многу убаво време. те лага и измама. Фала ти, одиме на муавет. Ајде. Ајде. Може многу да зборуваме за него, не знам дали ќе ни стигнат овие 30 на минути, ама тој ќе зборува за своето Скопје или како вели овој дел овде ми е многу познат, има многу случувања, а инаку е од најцентарот на центарот, а се вика Буњаковец. Да. Буњаковец мислам дека е дел од големото мало, дебар мало, кај што нема шала, нели? И така и беше, како деца, само се маавме со камења, водњанци се На земја. вистина? Па Имаше така беше. типачки? Ама без услов, без причина. Да. И ја кај пазарчето живеев, А? нели Буњаковец, пазарче вака, и тоа дешавки колку сакаш. Што имаш? Ама бев многу фино дете. Аха. Прво бев уметнички од почеток настроен. Се сеќавам како секој дете правев белја и во градинка, таму во градинката, блиску до школата Конедековски, каде што и учев, нели ја? Имаше градинка, кај што ја нацртав едно маче на гриз. Знаеш, на лист со гриз, Добро. мачено пуфлица. Бргу вика ова учителката, викни ја мајка. И ја одам, мајка ми, што направи пак белја? Пак белја. Оди, ја трчам пред неа, тоа блиску тука, знаеш. Мајка ми уште да се расплаше, што направи син, што штета? Каква штета, вика, да го видите мачево. Ова е роден уметник. И така тргна се, знаеш, од уметност. Така И е. ја денеска цртам убаво, ама наследи керка ми, Мија. Стварно. Е уметник? Уметник е и таа, да, академски во Национална галерија работи. Одлично. Имам уште една керкичка, која што во оне гастарбајтер во Германија, доктор е, специјалиста по пулмологија. И така. Добро, супер. Две внучиња. И две внучиња. Ова германчето, Феликс се вика, и ја сака многу Джоле Брегол. Да. А другата е Карина, од помалава, и ја сака една песна која се вика Поведи ме, не оставај ме. Од мојот репертоар. Да, супер. Кажете ни како изгледаше Буњаковец тогаш, у ваше време? Па воопшто Скопје личеше на еден амерички град. Овде ова да сега што го реставрираат или обновуваат Да. официрскиот дом, личеше како некој, знаеш, јужњачки амерички град. Многу со убави градби такви. Типичен амерички град од натрешноста, знаеш, нема високи згради, нели, тоа, многу убаво беше. Има и слики тоа, нели, знаеме како е. И ја овде се врткав, Буњаковец блиску, имаше една пилана, ја поминуваш и тука одма си во центарот. Го имаше, нели, овие прослави такви со ракети, и јас си стоев онде на скалички, не сигурно ќе направат такви скалички. И едно од тие камчиња, кимурчиња ми падна на нога и никако не можам да заборавам. Леле. Да. Не убави спомени Многу се тоа. болеше. Да, тоа е убав спомен, ама тогаш болеше. Да, тогаш болеше. А на што друго се стекјавате од овој дел? Сте правеле овде никаков концерт, никакви, не знам, дешавки? Види вака имаше нели празници во кои што врвушката на тогашната власт организираат тука дефилења, овие како ги викаат, уште школите заедно правеа. Ние бевме ракетарите
Пошто беа ракети од картон, нели она. А? Капак го држиш за луѓа, ако падне ќе го земеш, па не. Леле. И маршираме пред нив. Ама дефиле правиме. Тука беше тоа дефиле, немаше ништо од ова, беше празно. Нели, она коцка, Да. Беше поинаква, беше она баш калдрма. така. Да. Супер. Растевте во куќа? Во куќа растевме одма кај пазарчето тука и беше споја многу беше блиску паркот, Вардар, одевме да се бањаме на Вардар. Вардар беше тогаш чист како поточе, како море беше бистар. Имаше 3 плажи, градска, руска и официрска плажа. На која одевте? Поени. Да, градскава плажа На беше градска. наша. Јас се сеќавам еднаш и останавме без купачки. Тоа Ми ги бе испокрадоа. И со листови А одевме на кај гидон. се наоѓаа купачи? Тоа е многу важно. Купачките ги ромчиња од другата страна си ќарија. Така Не кај се купуваа, каде? Словенија шпорта, тоа имаше? Да, само тие типични беа, знаеш, да. знаеш. Аха, као Така. спидо купачи, такви. Тоа беше блиску тоа. Одевме ја кој ќе го преплива Вардар и ќе се исунчам, мајка ми стално ме пробуваше дали сум бил и ме бркаше. Со Бе- кого белјачки. одевте на Вардар? Молам? Со кого одевте на А Вардар? другарчиња овие што се. Добро. Тоа. Се уште се дружите со нив? Имам еден другар кој што ми остана. Никола Панов, Кокан. Тој нели сега сме веќе надвор од работа као некои пензионери кои што идат по риба. Да. Одиме заедно се дружиме со синчето негово Дарко, познати тој. Ова. Тој знаеш беше декан на математички факултет. Она време бевме улица со улица, ја бев по главица вамо, тој онамо. Аха, и така тргна се. Да. Мајките ни беа струмичанки и многу блиски. И по таа логика некако така. тргна дружбата. Да. Каква беше, се сеќавате на првата љубов? Чекај, ти многу отиде далеку. Да. Ние многу касно го почнавме тоа, оние од Касно, а? многу доживување имавме да стигнеме до До тоа, прва љубов. пошто не закачи тој земјотресот, нели, 63-та и не измести малце од Така. љубовта. Да, така е. А иначе не бевме лоши деца, пала и немерни деца и ја бев добар ученик. Супер ученик. Не бев меѓу најдобрите, ама си терав така на крајот. Од сите рокери мислам дека еден од ретките кој што заврши факултет. Да. Добро. Ке ни кажете за прва љубов? Кога беше таа? Таква детска или вистинска? Детска љубов. Мислам, ја памтам дека до мене живееше, имавме комши еден официр, имаше 3 керки. Најмалата се викаше Бања. Бања? Жива и здраве, ако ме гледа. А? Бања мислам дека се одселени. И знаеш како татко имаше чизми од оние до коленици, Да. бујнички и мене на работа, па се враќаат и го гледаш го, толкав. Ние копавме тука во тоа, нели тротоарите со земјани беа тоа. Копавме тунелчиња и она од таму и од ваму тоа го памтам. И да ги споиме. Само што ќе ги споиме дојде татко и со чизбата дранк. Ке ми направи белја. Тунелот. И од таа љубов не остана ништо. Каде учевте средно? Средно учев во гимназија Цетан Димов. Таму бев. Да ви кажам право, супер бев од почеток, ама кога се закачив јас со ова гитариве и рок-н-ролот, отиде малце. Отиде се. Да. Бев во осмолетка, кога се преселивме од таму, живеев во Кисела вода. Во Кисела. Во Дуња и бев меѓу 10 најдобри ученици. Искрено да ви кажам, па ме пратија ретентиште Ќутиеска, тоа значеше многу, од 10 ученици од Скопје одбран. И почеа ја бев и активен за многу тие Во секции, во секции, семе браво, што браво. да. А понатаму во гимназија многу не го гледав тоа, затоа што се фатив со тие гитари и рок-н-рол. И кој како стигнав да завршам и факултет. Тоа многу сладко беше. Да. Ја, кога почнав да свирам, нели по подроми и тавани, гаражи, кај ти е паметот во книгата, никако, знаеш. Само цело време гледаш тоа што се случува со тој поп арт, нели, на светот, како ќе се носиш, како гитара ќе држиш, како овие што почнуваат без тие безимени. Па тоа беа, знаеш што за нас, као Битлси да ги гледаш или Ролинг Стоунси. Се облекува и така одевме ние исто како тие појачала некои тие работи она време. Да. Знаеш, јас свирев во многу бендови
почнав со некои си Invaders. Таму пишува негде Фагети, знаеш, кај на зградата уште останало. Леле. Па Солзи, па Мост, па Бангладеш. Се тоа се групи. Тоа се се групи у кои што се менуваат луѓето, знаеш. Добро. Кои Се беа сеќавам- луѓето? Имаше никако што потоа беа Но, во биндови? Например, продефилираа во една група, да речеме, Invaders или Солзи, како се вика, 25 гитаристи. Ја бев многу незгоден. Ги менјав, знаеш, кој чарапи. Джаз, не, вака, ајде. А Ја ќе зошто? земам гитара да А свирам. вие гитарата? Па бубњарот не, ја бубњеви. Леле. И така натаму. На крај стана пејач. И на крај пејач. Да. А знаете да свирите значи повеќе инструменти Да, или? сега вежбам гитара во последно време. Бе бубњар, сум бил во странство, сум свирал бубњеви. И тоа е професионален начин, шоу бизнис, овде не може да го разбере тоа. Да. Таму мораш да бидеш педантен, да подготвиш се и така натаму. Тек доаѓа нашиот овде кај тоа време. Строгост во настапите. Да. Тоа е шоу бизнис, тоа не може да го разбереме ние. Колку треба да бидеш, да одговараш на тие услови нивни. Да ти поставуваат услови. Можеш да научиш за 2 дена 60 песни, не англиски, холандски. Леле. Ете така е. А ти не знаеш збор холандски? Па не знаеш, мора да седиш. Например, одиш во некој скијашки центар, тие во бендот се скијаат, а ти седиш и ги учиш. учиш. Да, мораш да ги научиш. Што холандски, што да отсвириш? Па да, иначе ќе те шутнат одма. Леле. Ај се вратиме на Скопје. Освен што ги имитиравте одењата на овие без безимени и така натаму, што друго беше на што се сеќавате да речеме од почетоците своји на тоа дека не знам некој ќе ни каже дека долу покрај Вардар имало гитаристи кои што Тука нели имаше панкери вели па некој вамо од не панкерите подоцна подолу, дојдоа. да. Ние како хипи време Добро. бевме тројка една, Мате еден другар кој што беше и ден денеска за мене важи еден од блузерите и Гаро доаѓаше со на бонгоси, Аха. ќе седнеме овдека со две акустични гитари и свиревме тоа. Тоа. Тоа беше тоа. Тоа беше тоа. Тоа време. Такви некои, знаеш, песни. Со гитари, пење, многу лупање. А женски имаше женски? А да, Имаше, а? имаше девојчиња, да. Да. Тогаш беам некако по типски, знаеш, се облекувало тој джинс, джинсот беше фама, нели? Која беше групата која што некако ве однесна малце погоре да речеме на Јас започнав со Република 903, кај што беше и Гаро, таму беше Зоко Павловски и на бас гитара беше Благоја Тишлер од го викаат. И тој не однесе кај татко му кој што беше во Треска, вежбавме, татко му беше некој директор. Аха. Таму вежбавме и се сега Во Треска вежбавте? Во Треска вежбавме, имаше многу убава просторија на дрвен, едно огромно огледало кај што знаеш, се гледаат сите како позираш. И искрено да ви кажам, остана еден настан 72 година, тој еден хепенинг таков, кој што свира неколку групи, ама заедно го организирав, мислам дека акцентот го даде ова Република 903, кај што свиревме овие песни од Led Zeppelin, кавер верзии се тоа, Led Zeppelin, Deep Purple, Humble Pie, што знам, Uriah Heep, Taste група, овие, оние, моли мајко, кој не, такаш, Riders on the Storm, такви не. И каде Мус. свиравте? Мола? Каде? Тоа беше на езерцето, беше исушено, Езер. парк, Добро. и тука се собраа неколку Езерцето групи. исушено беше? Мола? Езерцето Аха, Беше добро. неколку години. И имаше вариола вера, како да речеме ова што се Леле. како кај нас, ова што се прошири. Аха. И тогаш беше така, и на телевизија се сеќавам кажа, тогаш таа е единствена Македонија. Зошто овие луѓе дури да не казнат, зошто сме настапиле. Така да ме беше единствено тогаш. Не можеа тој естаблишмент да го разбере тоа. Знаеш дека младите бараат малце слобода, ширина, Така. да бидат како светот кој што се развива. Да. Кога сме кај светот, како доаѓаше светот до Скопје? Како слушавте, како се образувавте во однос на... Мислам дека во Скопје многу побрзо влезе цивилизацијата, одно што во други градови, не само во Македонија. И Битола беше супер град, Штип да речеме тоа. Знам дека таму се развива бендови и све. Знаеш, јас кога го разбрав тоа дека нашиве музичари кои страда се многу посилни на Балканот од другите. Станав
пејач на Лепи сол, негде 77 година, и отидовме во Суботица. И јас ги гледам сега тие познати фаци кои што имаат плочи, снимале ова на телевизија, ги гледаш. Свират, они свират, викам, ништо посебно, што е ова сега во живот. Застанавме на бина ние, тие што бевме, нели, дечките, и се случи нешто што не им се случи на другите. Полета палта, тоа беше лудило. Се каже, испокачија на бина со нас. И тогаш сватив дека нашево ова што имаме, жари крв во нас, е многу посилно од било кој регион или да. Нешто имаме од нас што носиме, знаеш, таа снага, тоа, знаеш, да го истакнеш, да го изадиш, импресија со себе си. Да. А како влиговте во Лепи сол? Ме побараа мене, тоа е приказка сама за себе, ме побараа и тука свиревме низ ова, низ аулите на овие факултети, по Дискава, Да. снимивме на песна заедно, Чудо за 3 дена, Горан Стефановски беше текстописец. Да. Лидер беше Владко Стефановски, паметен дечко, секоја чест. Не знам, ја би сакал сега исто да направат заедно, кеф ми е, и ја ќе дојдам ако треба. Повторно нешто заедно. Да, не, Да. знаеш што фали кај нас една монолитност. Луѓето како на запад, кој ќе ги видиш оние сцени на гитари, пејачи собрани сите заедно по некои разни поводи, сите се заедно. Значи таа монолитност носи шоу бизнис. Овака кога се делат луѓето, па јас сум поголем од тебе, нема ништо не носи тоа. Да. Тоа има кај нас. Така е. Тој код треба да се смени. Така е. А кога почна да се создаваат песни ваши, официјални, да речам, песни во бендовите како Република 903 така натаму? Па потоа Република 903 свиреше кавер. добро, а кавери правеше добро. Кавер правеше, да. А вие со Венко кога тоа? Кога беше таа? Венко е спојка? покасно. Венко е подоцна? Значи, следи, ја имав еден бенд кој што се викаше и Разбој. Разбој. Да. И снимавме на многу убава песна, може и да ја најдеш. Насмевка се вика или Насмев. Тоа песна на Јоша Симјановски, кој што мате овој блузерот исто заедно. Следи, ние тројка пеевме и свиревме со акустични гитари, снимена е песната. Крцко, кој што отиде контрабасист, отиде во Австралија да живее, исто така беше. И снимевме една прекрасна песна. Тоа беше еден краток период, па со Лепи сол, па после, нели, Југословенска народна армија и после тоа е Автограм. Аха, да. Автограм сними многу песни, прво стана рок шампион 81 година во Кавадаци. И многу има за Автограм. Има многу снимки, има албум, Одам на југ, Мики мој и така натаму. Се менуваат членеви таму, нели? Вие бевте фронтмен? Па нормално. По ова Мики мој јасно ми беше, се шегувам. Менаџер сам за себе и за другите. Да, никој не е, знаеш, ретки се тие, да речеме, во Лепи сол Владко е менаџер за тие. Знаеш, треба да го имаш во себе да го. Да, треба да ги имаш тие менаџери. Ама споминавте во некој од муабитите дека нели ако не ми се допаѓа нешто кај гитаристот го заменував со нов. Имаше лутања, суетни знаат да бидат музичарите понекогаш. Не, знаеш што, луѓето, знаеш, ова поднебие не трпи толку шоу бизнис. Знаеш како со структурата на работи, не работи, немаш тие ова. Семејство, нели, деца. Па се менува. Заради тоа. Имаше многу тие такви моменти, знаеш. Иначе во секој бенд има чарки кои што се расправаат, се чучкаат, и ти како лидер можеш да го најдеш начинот како тоа да оди напред, да нема тоа, знаеш, да не се губи време. Во македонска телевизија две песни од Автограм стана антологиски. Одам на југ и Ти си ми се или се вика не можам да живеам без тебе. Еден блуз таков. Типичен блуз на македонски јазик. И ние автограмците не бевме свесни дека свириме македонски блуз. Буквално, знаеш, дали брзо или споро, тоа го прават. Сега, да ја оставиме маца Автограм, со Венко кога почнавме, јас веќе имав некој реноме како соло пејач. И многу лесно, тоа време многу лесно праќавме со спонзори. Венко имаше спремено говор кај
газди бе, саде бе, кој е Мики, што е Мики, Добро. а газдите обично вика, доста, Добро, доста. добро, А вика, добро, ме оттекува, вика, овие жени ме тука што ми работат, ова песнава, овој Мики, па. Овој Мики колку да пари дојде. треба? Аха. А ние вака така, вика, доста ли е тие? Доста е. И не ми кажавте за Сонце за три света. Знаете ли што создавате, кога ја создавате? Како се создаваш? О, Сонце за три света е песна од 3 дена и 3 ноќи. Не спиени. Создадена? Да. Аха, не спиени. Добро. Мојата сопруга Верче, Добро. дури едно сабајле доаѓа ме барам. Кај ќе ме најде Добро, винка. кај си веќе? А ние оцрнети од ова. Леле. Што правите бе вие? Правиме хит. Аха. И отидовме на фестивал, викаме ништо нема, знаеш, фестивали како Да, наместена работа, Аха. овој прв, овој втор. А вие не сте поместењето? Ние седевме во подрумот доле Добро. и пиуцкавме некој пијал. Трчаат од таму, вика, имате награда, што? И ја добив награда и текстот доби награда. За интерпретација вие добивте За награда? интерпретација Добро. добив награда. Да? Песната беше шеста поред. А шеста беше. Ама стана хит, никако не ми е јасно тоа. Да. Како после тоа треба станува хит меѓу два фестивала. Да. А ти си шест. А ти си шести Не поред, разбираш? така е. Да. Нешто е Нешто труло у пак- тие фестивали, пак бе, не знам изместено. што, ама јас никогаш не сум бил прв, ниту ќе бидам. Не знаете. Гостува, ако треба да направиме уште еден настап овде во Скопје, исто така меморија со на чело со Поце и Перо Камиказа. И Перо Камиказ. Еднаш го направивме тоа со Одам на југ и сега повторно ќе го направиме. Да. Супер. Ете така. Да. Кажете ми само сега до кај се вежбањава ние овој сме пробива? При крај сега малце само да ускладиме со тој звук кој што стално е проблем кај нас, нели? Аха. Се јадикуваат сите миксермани, овие дечки Да. што знаат на миксер, нели со околу просториве, сали отворени, нели тие сценски места и така натаму. И тоа е многу шкартлива работа. Така е. Да, не е за да публика тоа да го кажеш. Е проблематика која што музичарите стално имаат. Да. А кај вежбата? Тоа ми е момент. Да. Каде Вака се пробите вежбавме сега? кај мене, ја имам станче над мене кај што се одселија моите керки и тоа е како клубче тераса. Таму пробуваме, ама се бунат малце Комшива. комшије че даме бил због прегласног рок-н-рола. Леле. Да, првпат ми се пожалија кога беше прочката, ја викам, бе, молам, простете ми. Бише готово, простано е, Да. супер. За крај на оваа емисија, се вика емисијава Скопје але. Као навивам за Скопје. За какво Скопје навивате? Во неколку реченички, ако треба да кажете? Абе, викаат, што е тоа е, знаеш. Немој Немој да го измениш ти Скопје сега. Тоа е, ја на времето мислев дека и народната музика на друг начин ќе изгледа. Многу навивав традиционалната народна музика да изгледа онака ја како што ја замислам. Па така и јас Скопје го замислувам на свој начин, нека. Ама тоа што се случува во текот на годините не е тоа тук така праволиниски. Нели? Дошол еден на власт, дошол друг на власт. Така е. Што би сакале да му се случи на Скопје од музички аспект, да речеме? Некоја сала, некоја нова универзална поголема Да, би требало тоа не една повеќе да Повеќе? има, за да има модусни начини како да луѓето се презентираат самите себе си. Таа оваа универзална сала, да речеме, може да се замени со некој многу поубав простор. Зашто Борис Трајковски е спортска кала, таа. Да, таа не е Тешко. воопшто концертна. Тото група која дојде не звучеа добро, а камоли другите. Не сеќам. Што се однесува до вака до изгледот на Скопје, знаеш како, само да нема таа урбана мафија која што се лепат едни до други згради. Тоа е грдо, иначе Скопје секојаш е тој кој што бил, кој ќе дојдат од страна, уживаат во него, така. Ја уживам само кога ќе сум со друштво, ова место Пелистер е прекрасно, нели. Тука стално убаво си поменуваме, ако најдеш добро друштво. Местенца, така и добро друштво. Да, место и друштво, такви места се поретко се, нели? Тоа би сакал да го направат, знаеш, да ги како се вика, да ги конзервираат тие Така места, е, да ги мислата што пипнат. заслужуваат, така е. Значи, ја одам и кај керка ми во Нинберг, таму најстарите тие градби не ги пипаат. Поправат, негде прават на страна. Да. Знаеш, тоа е убавината сладкоста на градот. Да. Тие стари градови, тука луѓето многу по убаво, по присно се чувствуваат, нели?
Така. По-слободно, М. по-мило им е, нели? Тоа е. За крај ќе ве натерам да пееме нешто заедно или не? Па, која песна да ја пееме? А не знам ме која сакате. Народна? Не. Од овие вашиве што ги знаеме. Слушај, Или јас сакам Лага да- измама или Сонце за три света. Па да ги споиме. Ај. Нема- Не се спојува Нема да тоа. ме гледаш така луто, така строго. Ја имам само сонце за три светови. Благодарам. Mama, ovde na dvore drugo se ti laga i izmama.